Јас сум Ема Ананиевска, имам 28 години, сум дипломирана пијанистка на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Секаде каде што можам да дадам некаков придонес давам, сум била и сум активна на различни проекти кои што се поврзани со инклузија на лицата со попреченост. Исто така сум и моментално на магистерски студии на Филозофскиот факултет на Институтот за специјална едукација и рехабилитација. Сум интегрирана во редовно образование уште од градинка, значи од самиот почеток. Во периодот кога јас бев интегрирана во основно училиште, можам да кажам дека имаше навистина доста пречки од системот со кој што се соочував, бидејќи немав никаква достапна литература на Брајлово писмо, наставниот кадар, кој што генерално бил секогаш тука за се што може да помогне, меѓутоа да бил далеко од подготвен за работа со лица со оштетен вид. Во средно образование, кога се запишав, исто така учев во средното музичко училиште овдека во Илија Николовски Луи. Истиот проблем беше, со тоа што веќе беше многу поголем, затоа што сега веќе тука дојдовме до проблемот на нотна литература. Процесот на читање на партитурите беше најтешкиот процес во мојот случај, можам да кажам. Сите овие работи се наоѓало начини како да се надменат. Најчесто начините ги наоѓале моите родители, бидејќи јас сум била во поголем дел од се ова дете и не сум знаела како сама да се справувам со овие работи. Меѓутоа тоа не треба да биде така. Можам да кажам дека во последниве 10 години се прават некои напори, меѓутоа е многу далеко од она што би требало да биде целосната инклузија, за која што сите многу сакаме да зборуваме, меѓутоа многу луѓе не ја разбираат баш. Значи не е инклузија само вие детето да го ставите во клас со уште 30 други деца и да седи на час и да не прави ништо. Јас сум имала ситуации каде што кога другите деца решавале тестови на час, јас сум седала во клупа и сум чекала да завршат другите со тестот. Тоа не е баш соодветен пример на инклузија, бидејќи дава едно чувство, особено на деца во возраст, да кажам, во средно училиште, кога е веќе оној пубертетскиот период, кај што било кое дете не знае ни кој е, ни што е, а кога сте во една ситуација која што не е баш секојдневна, тој период прави уште поголема фрустрација кај вас. И кога условите не ви се овозможени како на останатите, да кажам, на тацна дадени, од една страна се лутите на целиот систем, на целото општество, на сите околу вас, од друга страна се мразите сам себе. Затоа што баш вие сте во таа ситуација и затоа што зашто мораше баш јас да бидам сега во ваква состојба, зашто мене ова мора да ми се случува, секогаш треба за мене некој да дојде, да објасни ситуацијата, да каже, па професорот да свати или да не свати, па тоа да оди со 300 пропратни работи, едно обично испрашување за добивање оценка. Треба многу да се работи на оваа тема, на инклузија во образованието, затоа што и самата држава ќе има многу голем
голема добивка доколку лицата со било каква попреченост ги добијат соодветните услови кои што им се потребни за нормално функционирање. Тоа не е никакво барање за нешто плюс, тоа е само начин да се живее нормално и самостално. Мојата порака до сите, особено до лицата со попреченост, е дека доколку нешто сакате, секогаш тоа можете да го остварите. Јас како лице со целосно оштетен вид, можеби многу луѓе не верувале дека, односно знам дека многу луѓе не верувале дека ќе можам да завршам средно музичко, да дипломирам како пианистка и меѓутоа тоа се оствари. И тоа се благодарение на желбата, волјата, трудот вложен и поддршката од најблиските. А мојата порака до институциите пред се е повеќе да ги слушаат потребите, повеќе да работат за подобрување на состојбите, законски решенија и се она што е во нивна надлежност. А до сите останати обични граѓани да кажам, бидете малку поотворени, не малку, туку многу поотворени кон она што е различно од вас. Не се плашете од различноста, туку пробајте да ја разберете. Затоа што со стравот правите само полошо и поголема стигматизација на одредени групи на луѓе.